Согласно член 20в став 3 од Закон за вработени во јавен сектор, Министерството за информатичко општество и администрација е должно најдоцна до 1 октомври за периодот јануари и јуни во тековната година, односно најдоцна до 1 март за периодот јули-декември во претходната година, да изготви и да достави до Владата на Република Македонија полугодишен извештај за реализација на годишните планови, кои содржи податоци за бројот на планирани и бројот на реализирани вработувања во институциите во јавниот сектор по институција. Бараме да се објави извештајот согласно член 20в став 3 од Закон за вработени во јавниот сектор пред целата македонска јавност, да не се шпекулира и со тоа ќе ги демантирате нашите тврдења дека се работи за подкуп на гласачи. Дополнително ви укажуваме дека во јавниот сектор може да се пополни работно место преку склучување на договор за вработување на определено време, исклучиво заради замена на привремено отсутен вработен кој е отсутен повеќе од 1 месец, привремено зголемен обем на работа, непредвидливи краткотрајни активности што се јавуваат во вршење на претежната дејност на работодавецот, работа на проект. Во овој период единствено имате зголемен обем на партиските трибини кои не се предвидени со закон и остануваат подкупот како единствен мотив за сите вработувања на определено време. Министерот Манчевски не ги знае годишните планови за вработување во институциите кои му се обрска согласно закон, но знае дека институциите ќе распишуваат многу огласи за вработување на определено време на почетокот на новата година. Најлошото кај власта е отсуството на срам без разлика колку пати ќе излажете. Дополнително, веќе неколку дена до отпочнување на оваа пресконференција, надвор од употреба е интернет страницата на Агенција за администрација, која има законска обврска да ги пренесува полагањата на идните административци. Очигледно транспарентна постапка не им одговара за партиските вработувања, па страната е надвор од употреба. Полнењето на јавната администрација и злоупотребата на институциите мора да заврши. Обновата на Македонија ќе го врати достоинството на административните службеници и довербата во институциите. Ви благодарам на вниманието.